Ниските откупни цени на платата, која доцни и по неколку месеци, расцепканоста на парцелите се дел од проблемите кои ги предомислуваат земјоделците да продолжат со производство. Отсуството на инвестиции го прави домашниот аграр неефикасен. Затоа говори податокот за слабиот интерес за искористување на мерката млад земјоделец, сметаат експертите. Земјоделците демотивирани од ниските откупни цени, од проблемот со наплата на своето производство, тие се демотивираат за да прават некои нови поголеми инвестиции и на тој начин не ги користат активните програми кои што се наменати за нив и се иселуваат од земјата. Така да моментално во нашата општина младите земјоделци масовно се иселуваат, така да се останати само повозрасни луѓе кои што работат на своите површини. Последната програма што беше за млад земјоделец, на ниво на Македонија беа пристигнати околу 1045 апликации за млад земјоделец, кај што се доделуваат 10.000 евра грант за младите земјоделци, но за жал во нашиот регион имаше едва и десетина апликации. Според Јанев, неопходна е едукација и информираност за земјоделците да ги користат финансиските инструменти кои им се на располагање и од европските фондови. За жал, земјоделците во нашиот регион се многу малку информирани за постоечките програми и грантови што им се нудат од страна на државата и од странски донатори. Тоа пред се должи на недоволната информираност на истите. Затоа потребни се поголем број на промоции и презентации во населените места, каде што на земјоделските производители ќе им се укаже на потребните документи и процедури со што би можеле навремено да аплицираат и да добијат грантови. Државниот завод за статистика во соопштението што го објави во септември годинава, се однесува за 2016 година, покажува дека југоисточниот регион со 29,7% е првиот учесник во бруто додадената вредност во земјоделството, а по него следува и пелагонискиот. Во создавањето на вредноста на растително производство во Република Македонија, повторно во 2016 година, кои се и последни податоци од Државниот завод за статистика, југоисточниот регион учествува со 35,9%, додека во создавањето на вредноста на добиточното производство најголемо учество има пелагонискиот регион.